нагласено дека трезорскиот систем треба да се направи промена. Така што тоа го имам нагласено дека функционирањето на УКИМ ќе биде подобро и поефикасно ако не одат наплатите преку трезорскиот систем. Јас, како иден ректор, секој ќе се залагам да го зајакнам што повеќе универзитетот Свети Кирил и Методи, како во неговата големина, во неговата комплексност, во неговиот интегритет, да остане што е така, да се надгради, да стане потврст, да стане попознат во регионални и европски и светски рамки. Секако дека ќе направиме максимум да ја зачуваме автономијата, да ги зачуваме вредностите кои што со години се градени, 7 децениските вредности, така да ќе мора да остане една целина академска, една неделива национална целина, високообразовна, на начин кој што ќе не приближи до заедничкиот европски високообразовен простор. Дали сте запознаени со проблемите на студентскиот парламент, односно на обвинувањето од студентскиот пленум дека студентскиот парламент ги злоупотреби? Сега за тие работи се уште немам детали. Единствено што нешто видов од медиумите, меѓутоа направени се неколку комисии кои што работат на студентското управување, организирање и реформите кои што треба да ги направиме. Така што сите тие процеси се во тек. Ректоре, шестмина професори се товарат за мито. Обвинителството бара да бидат тргнати од работните места. Сега, со тие детали, значи не сум запознат. Доколку биде одобрена мерката, ќе биде ли скомплициран стартот на учебната година? Модам, не мислам. Доколку биде одобрена мерката да им се забрани предавање, ќе се скомплицирали? Не сум проблематика, верувајте, тоа почна пред мојата инаугурација, така што допрва треба да видам нека работи како ќе бидат. Ректоре, внимателно ве слушав, рековте дека очекувате, сакате Скопскиот универзитет да остане водечка сила. Што мислите со оглед на тоа дека има во последно време море на ново отворени универзитети и факултети? Може ли Скопскиот да се справи со тоа и особено како коментирате тврдењата дека во последно време дека односот кон Скопскиот универзитет е малку поинаков отколку со другите? Секако дека големата бројка на универзитети во нашата земја не носи кон голем квалитет. Меѓутоа, ние како УКИМ секогаш со децени сме се справувале со сите предизвици пред нас, така што мислам дека нашата работа да се тераме во насоки на подобрување на квалитетот, ќе се грижиме Универзитетот Свети Кирил и Методи да биде главен во промоцијата на квалитетот на образованието во регионот и пошироко. Што според вас уште еднаш најборливо прашање во моментов со кој што се соочува универзитетот? Има повеќе прашања, не е едно, така што има многу проблеми кои што треба да добијат своја разрешници, како што кажав пред малку, така да ќе ги решаваме сите. Едно од нив е трезорското работење, така? Трезорското работење е едно од нив, така? Да, сега. Церемонијата за свечената инаугурација на 25-тиот ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Дозволете ми на почетокот со особено задоволство да го поздравам присуството на неговото важенство епископот македонски господин Стефан, почитуваните поранешни ректори на Универзитетот Свети Кирил и Методи, колегите ректори и проректори од другите универзитети во Република Македонија, почитуваните декани, продекани, директори на институти, сенатори, професори, студенти и драги гости. Денес имам пријатна чест и задоволство да ги предадам ректорските инсигнии на новоизградиот ректор професор господин Николен Кулевски. Меѓутоа, истовремено и да ви се обрадам пред крајот на мојот 12 годишен мандат како ректор и проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Вршењето на функцијата ректор за сите овие изминати години не беше воопшто лесна во сите овие општествени и политички случувања. Но без оглед на тешкотиите, во 8-годишниот мандат функцијата ја вршев честно и одговорно. Секогаш се следи визијата и концептот на развојот на универзитетот во современ интегриран универзитет, универзитет кој што е достоен на името кој што го носи.
Во оваа прилика ќе се обидам накратко да направам пресек на изминатиот период, на овој 8-годишен период на раководно место ректор на универзитетот, во основните дейности на универзитетот, настава, наука и меѓународна соработка. Во делот на наставата и студентскиот стандард, следејќи ги современите светски трендови за изминатите 8 години, на универзитетот се оведени нови 180 студентски програми, а иновирани се 520 програми. Во издавачката дејност само во ректоратот се објавени ukupno 259 учебници и учебни помагала, исто така и голем број изданија на факултетите и институтите. Доделени се 1765 стипендии за друцоши, 40 стипендии за студентите со тестова материјално-финансиска состојба, одвоени се значителни средства за научно-истражувачка работа, средства за студентите со посебни потреби, за капитални инвестиции и така натаму. Во однос на истражувањето, Универзитетот Свети Кирил и Методи стана еден од водечките во регионот по бројот на меѓународни истражувачки проекти. Само во периодот од 2008 до 2016 година на универзитетот се реализирани 103 научно-истражувачки меѓународни проекти кои што се финансирани од фондовите на Европската унија, Меѓународната агенција за атомска енергија, УНЕСКО, НАТО и така натаму. Додека пак од собствени средства универзитетот финансираше 159 научно-истражувачки проекти. Универзитетот го етаблиравме во сферата на иновациите и трансферот на технологија, заедно со Стопанската комора на Република Македонија и Фондацијата МИР, го основавме Европскиот информативен иновативен центар, кој што е сместен во ректоратот и кој што денес е полноправна членка на Европската мрежа на предприемништво и остварува партнерство со повеќе од 600 организации во 44 држави, кои што даваат услуги на повеќе од 25 милиони мали и средни предпријатија. Во изминатиот 8-годишен период, Универзитетот Свети Кирил и Методи, како современ и отворен универзитет, оствари успешна билатерална соработка со многу европски и светски универзитети. Во периодот од 2008 до 2016, како ректор подпиша ukupno 229 договори за меѓународна соработка и мобилност, од кои 159 договори се со универзитетите во речи сите земји во Европската унија, а 70 договори со универзитетите од другите држави, меѓу кои 11 договори со универзитетите од Руската Федерација, 11 договори со универзитетите од Соединетите Американски држави, 3 со Народна Република Кина и договори со водечките универзитети во Турција, Канада, Швајцарија, Норвешка, Јужна Кореја, Бразил, Израел и Австралија. Денес може да се пофалиме со тоа што УКИМ остварува соработка со 35 универзитети кои што се рангирани во првите 500 на светската ранглиста на најдобри универзитети. Оваа силна меѓународна соработка на универзитетот му овозможи подигнување на нивото на мобилноста и на научно-истражувачката работа. Само во овој период повеќе од 1000 студенти оствариле мобилност на некои од партнерските универзитети. И покрај финансиските потешкоти и во овој период го задржавме континуитетот и овозможивме успешно функционирање на нашите 10 ректорати по македонски јазик на универзитетите во Москва, Тирана, Краков, Сосновец, Истанбул, Будимпешта, Париз, Брно, Прага и Риека, како и на 19 центри по македонски јазик ширум светот. Тоа е афирмација и гордост не само на Универзитетот Свети Кирил и Методи, туку и на Република Македонија. Тоа е промоција не само на македонскиот јазик, туку и на македонската литература, култура и историја. А во 2016-та, по соработка со Фондацијата Руски мир, го отворивме Рускиот центар.